Почитувани колеги пратеници, подпредседателе, почитувана јавност. Зошто неколку месеци се кршат копијата на Комисијата за избори и именувања? При тоа, сведоци сме дека на крај се прибегна и кон кршење на процедурата, Уставот, Деловникот. За целата Македонска да стане јасно, јас ќе се обидам да поставам една хипотеза и потоа деловнички да објаснам зошто овие денови ние тука дебатираме, реагираме, оспоруваме за преседаните кои што се случуваат во собранието. За вовед, штом собранието работи до доцните ноќни часови, тогаш и целата македонска јавност треба да знае дека или имаме ново задолжување, или имаме некое ново кршење на Деловникот, нов преседан или некаков нов апсурд. Во превод, постои голема опасност или веројатност некому да му гори под нозе. Или нелегално се доаѓа на власт, или се прават напори нелегално да се остане на власт, или нелегално се исплаќаат милионски суми со сомнителни трансакции, или некој во наредните 9 години треба да биде заштитена мечка, како што е случај со деновиве. За да стане јасно, прашање кое што треба најпрво да си го поставиме и ние, меѓутоа и целата македонска јавност, е следново. Која е тајната сила која што ги тера луѓето, тоест пратениците, да ги менуваат своите ставови преку ноќ во ова собрание? Ова собрание е сведок на многу чудни случувања во минатото. Прв сомнителен случај. Во минатото ова собрание има видено пратеници кои што исто така менуваа свој став преку ноќ. Прво се колнеа во се македонско, па после тоа под влијание на некои чудни сили или некакви подземни води на собраниево, гласаа онака како што им беше наложено, на штета на целиот македонски народ. Да ја потсетам македонската јавност дека токму тогаш СДСМ и ДУИ преку тој член дојде на власт. Втор сомнителен случај е случајот на еден наш колега пратеник кој што го снема преку ноќ. Дали исто беше под влијание на некакви силни подземни води, не знам. Но битно го снема токму дента кога требаше да се бутне оваа ненародна власт. Па дури се јавуваше по некој чуден видеокол да го објасни своето делување, а дури наредните денови дознавме дека всушност тоа што го предомислило било ставот на неговата сопруга, а се со цел да добиеме датум за преговори декември, јануари, февруари. Датумот никогаш не го добивме, но она што е битно е следново. СДСМ и ДУИ со тој негов чин останаа на власт. Епа, почитувани граѓани, почитувана македонска јавност. Деновиве се случува третиот сомнителен случај. Кога лично председателот на ова собрание, Талат Џафери, се предомисли. Јавно го смени својот јавно искажан став на телевизиска емисија и почна сомнително да делува спротивно на искажаното, при тоа кршејќи го Деловникот, Уставот и сите процедури на ова собрание. Дали сега сомнежот е јасен? Нешто големо мора да се случува зад параванот на разрешувањето на член на Комисијата за избори и именувања. Пред само 2 недели, председателот на ова собрание на гостување во телевизија изјави и ќе цитирам: "Абе дали разбирате, на пленарна треба да дојде од комисија. Нема сила. Некој замислува или измислува на сила на пленарна седница, како на пленарна седница ќе оди материјал кој не е дојден од комисија. Дали разбирате што ви зборам?" Ова се зборови на председателот на собранието Талат Џафери. Понатаму, кој мислите дека може да спроведе полуделовнички? Нека дојде, нека спроведе. Или ќе се спроведе деловнички, или нема да се спроведе. Епа дојде тој ден кога полуделовнички се спроведува тоа што председателот на собранието пред неполни 2 недели
го тврдеше дека нема шанси, не може да се случи заради тоа што не е во согласност со деловникот. Ако за првите два случаи во мојата поставена хипотеза или теорија е јасно дека побудата на чудните сили кои делуваат во собранието беше двоецот на СДСМ и ДУИ да дојде и остане на власт, третиот преседан произлегува дека е со цел криминалиите на ова катастрофално владење да останат зацкриени и бидат неказнени во иднина. Некому му е јасно дека паѓа од власт, ја губи контролата или бродот тоне, а некој понатаму ќе мора да ги штити. А кој друг, ако не Уставниот суд? Судиите кои ги биравме овие изминати 4 години, а и понатаму оние кои што допрва ќе ги бираат. Именуваните функционери кои треба да се именуваат токму од оваа комисија, меѓутоа се утврди дека некој смета во целиот овој концепт. Епа, почитувани, тоа е непослушниот во наводници пратеник, кој што го свати непринципиелниот и криминалниот концепт на владење на СДСМ и ДУИ и реши да се дистанцира од власта и премине во опозиција. Дали е случајно тоа што хајката овие денови е токму против Фадил Зендели? Јас мислам дека во политиката нема ништо случајно. Сега да преминам кон деловничкото објаснување, зошто ние реагираме овие денови и зошто сметаме дека ова што се случува во собранието ниту е уставно, ниту е деловнички, ниту пак е принципиелно. Според членот 20, став 1 од деловникот на собранието на конститутивна седница по предлог на најмалку 10 пратеници избира комисија за прашања на изборите и именувањата. И токму на конститутивна седница, значи тоа може да се случува само еднаш при конституирањето на ова собрание. Зошто? Заради тоа што според членот 108 став 1 од истиот тој деловник, изборот на председател и членови на работните тела, нивните заменици, на шефови, членови, заменици на членовите на постојаните делегации на собранието во меѓународните парламентарни собранија и председатели и членови на пратеничките групи за соработка со други парламенти се врши од редот на пратениците во собранието по предлог на комисијата за прашања на изборите и именувањата, а врз основа на листата што ја предлага пратеничките групи. Во конкретниот случај, предлог за разрешување на пратеникот Фадил Зендели од член на комисијата за прашања на изборите и именувањата не доаѓа како предлог на оваа комисија и доаѓа како предлог на 10 пратеници кои што се подпишани. Прв е подпишан, замислете, председателот на собранието Талат Џефери, кој што пред 2 недели кажуваше дека ова не е возможно. Понатаму 2 дипломирани правници и 7 други искусни пратеници со долг стаж во оваа собрание. Понатаму, како дополнителна информација, оваа предлог одлука стигна на 4 минути, само 4 минути пред отпочнување на официјалната седница. Понатаму, предлог одлуката се повикува и на членот 68, став 1 од алинеја 16 од Уставот на Република Македонија, кој вели дека Собранието на Република Македонија врши избори, именување и разрешувања на други носители на јавни функции, што се одговорни пред Собранието, а ако колегите од власта не знаат или се прават дека не знаат, тогаш да ги просветлиме дека функцијата пратеник не е јавна функција и дека пратеникот за својата работа не одговара пред собранието, туку пред своите гласачи. Како и тоа дека пратеникот го бираат гласачи на парламентарни избори, а не го бира собранието. И има уште многу членови кои што се прекршуваат, многу процедури, еден преседан кој што, стана својствено да го прави секојдневно ова собрание. И за на крај, бидејќи ми снемува време, ќе завршам. Почитувани, кога еднаш ќе се направи преседан или исклучок и ќе се повикате на тоа дека така морало да биде, а било спротивно на закон,
тогаш мора да бидете подготвени дека кога тогаш еден ден тој преседан или исклучок ќе ви се врати како бумеранг. Ви благодарам.